Благодарам и јас на присуството. Денеска сме во една целодневна посета на Каварци. Има, како што веќе спомена и доктор Николов, Академија на Комисијата за здравство, на која што ќе се поразговара за состојбите, но и проблемите во здравството. Она што би сакал на почеток да кажеме дека огромниот скандал кој што беше врзан со лечењето на болните од малигни болести и случувањата на клиниката за онкологија, како што гледате, власта целосно се обидува да го стиши. Имено ни истрага не се отвори за манипулациите, за кои што јавно се говореше, а за кои што и Собраниската анкетна комисија донесе соодветни ставови кои што беа презентирани низ повеќе испрашувања кои што ги правеше истата таа комисија. Сите се свесни дека скандал има, сите се свесни дека има потенцијални неправилности, но власта сакајќи да ги заштити првенците на власта, кои што очигледно се дел од овој скандал, не отвори ни истрага, како што кажав, а веројатно и најбитната причина зашто не отвараат истрага е затоа што сакаат да ја заштитат омилената веледрогерија, која што е еден од најголемите донатори на ССМ во моментов. Но тие активности и тоа што го прават со заштита на ова омилена веледрогерија и првенците на власта, за жал, чинат човечки животи. И да кажам дека после парламентарните избори кои што се случат на 8 мај, ова е една од првите активности кои што ќе преземеме за да се побара одговорност во однос на овој случај. Денес исто така ќе имаме средба и со пензионерите, каде што ќе зборуваме за состојбата во која што живеат. Наш план е пензиите да растат и да се зголемуваат. Имаме конкретно ветување дека во рок од една година пензиите линарно ќе пораснат за 5000 денари по пензионер, што е едно сериозно зголемување во однос на ова што сега го имаат како пензии, и имаме план како и понатака после тоа да пензиите се прилагодуваат на потребите на животниот стандард. Исто така ќе имаме и средби со граѓаните во Каварци, каде што ќе поразговараме на актуелните теми кои што ги засегаат. Јас се застанам тука ако има прашања појдете. Па идната недела е рано, рокот е 28 јануари. Има размислување и за, има размислување и против. Мене ми е жал што СДСМ не собра храброст и не го прифати нашиот предлог да се укине техничката влада со цел Талат Џафери веќе сега како предлог да не стане премиер, односно дуи да не го добие премиерското место, затоа што мислам дека е понижување за демократијата во Македонија, поигрување со волјата на народот, на политичка партија која што има само 12 пратеници во собранието, тоа се 10% од скупно 120 пратеници, а добие премиерското место. Но со ова всушност и СДСМ покажуваат дека се само приврзок и подизведувач на ДУИ и дека ДУИ е тој кој што ја води владата, затоа што после една ваква одлука ДУИ ќе го има и премиерот и првиот вице-премиер, повторувам, со само 12 пратеници. Во однос на составот на техничката влада, точно е дека на ВМРО-ДПМН, односно на опозицијата, припаѓаат министер за внатрешни работи, министер за труд и социјала и 3 заменички министерства во финансии, земјоделие и администрација со врзан подпис. И тука ние сериозно размислуваме каков чекор да преземе, имајќи предвид последните случувања, а тоа е дека власта соочена со нискиот рейтинг и со известниот пораст на изборите се обидува да направи било какви манипулации, не за да победа на избори, туку за да изманипулира за некој пратеник плюс. Па јавноста ги следи случувањата со неизборот на член на Државната изборна комисија. Имено Алијансата за албанците стана член на владата скоро пред година дена и со тоа го изгуби местото во Државната изборна комисија. Според закон тоа припаѓа на опозицијата. Законот вели ДИК има 7 члена, од кои што се 4 на власта и 3 на опозицијата. Во моментот тоа едно место е непополнето, иако сите знаат дека треба да е на опозицијата, иако се прекршени неколку закони, имајќи предвид дека во законите има јасни норми и јасни процедури за колку време треба да се пополни Државната изборна комисија. Самото поигрување со овој процес покажува дека размислуваат за манипулации во изборниот процес и во таа насока треба сериозно и ние како ВМРО-ДПМН да размислиме како ќе се поставиме во следниот период, но она што сигурно можам да го кажам е дека нема да дозволиме ни еден глас на граѓаните да биде изманипулиран и волјата на граѓаните да биде изманипулирана. Треба точно сите оние кои што се за промени и кои што ќе поддржат промени да знаат дека гласот нивни ќе биде валидиран без никакви манипулации на изборите.
Мислам дека она што се случи изминатава недела е најдобар доказ на тоа што и ние и јас лично го зборуваме од 2018 година навака, еве 5,5 години, а тоа е дека основната причина зошто Македонија не ги почнува преговорите е високото ниво на криминал и корупција во врвот на власт. Зошто го велам ова? Затоа што, доколку не беше така, проблемот со Бугарија, големите европски сили ќе го решеа за едно предплавно или едно поплавно. Може би толку немаше им треба, може би за час-два ќе го решеа. Ќе отидеше еден висок европски представник во Софија, ќе се сретнеше таму со кој треба да се сретне и проблемот немаше да постои. Но имајќи предвид дека не го прават тоа, очигледно е дека Бугарија е само добар изговор за 4-5 големи земји членки на Европската унија, тука не мислам на Германија, кои што мислат дека Македонија не е спремна да почне преговори, пред се заради високото ниво на корупција и немањето функционален систем на владење на правото. Да не беше така, немаше Македонија да чека волку долго и само да ја подсетам јавноста дека во 2018 и 2019 година немаше бугарско вето, тоа дојде дури во март 2020 година, но Македонија не почна преговори ни 18 ни 19 година, а од март 2020 година до денес големите европски центри не прават ништо да ја натераат Бугарија да го повлече ветото, а всушност најдобар доказ за тоа е ова што се случи со Украина. Еве од сега само велат дека Олаф Шолц, германскиот канцлар, им е голем пријател, нели се од исто политичко семејство, од социјалистите, од социјалдемократите, па се прашувам зошто тие големи пријатели кои што ги имаат, со кои што нели се фалат и се китат со туѓи перја, не го замолија бугарскиот премиер да излезе на едно кафе на 15 минути, да се изгласа одлуката за Македонија да почне преговори со Европската унија и на тој начин да се реши проблемот. Самото тоа што европските лидери не го прават тоа, самото тоа што големиот пријател во наводници на социјалдемократите Олаф Шолц не го замоли бугарскиот премиер да излезе на едно кафе како што го замоли унгарскиот премиер, покажува дека големите европски центри сметаат дека Македонија не е спремна. И уште нешто да ја кажам. Украина имаше проблем со Австрија и Унгарија и делумно со Словачка, кои што се далеку помоќни од Бугарија и никој не може да ме убеди дека доколку европските центри сметаат дека Македонија е спремна, Македонија нема да почне преговори, очигледно Бугарија се користи само како добар изговор, но тоа е причина плюс за промени во државата, затоа што мора прво да се избориме со криминалот и корупцијата, ако сакаме да не гледаат сериозно и да можеме да чекориме напред. Јас ви гарантирам дека доколку се избориме со криминалот и корупцијата, а првите резултати може да се видат за 6 до 9 месеци, комплетно ќе се промени односот кон Бугарија и нема да го имаме овој проблем во оваа форма во која што го имаме сега.